препознатлива емоција и талент, се она на што сте навикнале кога станува збор за оваа наша музичка звезда, најголема фолк музичка звезда, слободно така можеме да кажеме, и морам да истакнам Јордан веднаш, еден од најголемите професионалци кога станува збор за професионализмот воопшто. Добро утро, Христо се роди. Добро утро, Христо се роди. Навистина се роди. Добро утро на цела Македонија, на сите македонци секаде каде што допира сигналот на сите телевизија. Нека е денешниот ден за многу години, еден од најголемите наши православни христијански празници. Господ нека дава на сите здравје, берекет и среќна нова. Така е. Нема поголема чест за Јована, за мене и за нашата публика која што е голема, која што кажа не само Македонија, туку и секаде во светот каде што има македонци, ти да ни бидеш за Божич и ти благодариме на цела твоја екипа што ја донесе, вака празнично да уживаме со вас. Да, честа е моја. Поготово на овој празник, задоволството е мое и заедно да го расположиме, да ги расположиме сите гледачи. Така, може да ги представиме дечките кои што се со тебе? Денес, бидејќи е празник, двајца членови ми се на одмор, недостасуваат двајца, меѓутоа овде е Игор, Дејан и Тони. Така, благодариме што сте тука ова утро. Да, останатите двајца ќе ги поздравиме, ќе ги посакаме овој одмор. Да се одморат. Во некоја друга прилика ќе бидат присутни. Така, знаат нашите гледачи, имале прилика да дојдете и во полн состав и вака наутро. Јордан, само за тебе ми се чини нема никаков проблем дека е рано. Знаеш како, често твоите колеги знаат да ни кажат, ама рано е, просто не можам да пеам на крајот на криштото. Но ти некако немаш проблем со тоа. Па добро, и да имам проблем, кога човек се занимава професионално и кога е професионалец, тогаш и проблемот мора некако да се надмине и да тоа се заврши како што треба, поготово е на вакви празници, кога можеби сите сакаме да видиме дома, но тоа е тоа, професионализмот некогаш бара жртва и да се откажете од својот комфорт, од својот одмор. А јас секогаш, скоро 20 години се трудам да буквално се што можам да вложам и да ризикувам, да дадам се од себе во интерес на професионализмот, во интерес на збогатување на македонската фолк сцена. Кога сме ке професионализмот, пред да одиме со првата песна овде во живо, погледнавме една фантастична песна и на фантастичен спот. Кажа пред месец и половина, зашто станува збор? Да, таа е мојата последна нова песна, насловена Керка. Веќе беше промовирана пред скоро месец и пол, токму овде во утринската емисија на Сител телевизија за прв пат. Една моја песна посветена на мојата керка, на нашата керка. Интересна балада, интересно видео кое што го сними во Битола, во офицерски дом. Така да една песна која што за мене има едно посебно значење и која што ќе остане еден траен белег за мојата работа, меѓутоа и за моето семејство. Али многу татковци ќе се најдат во песната што имаат керки. Многу татковци, многу керки, многу мајки кои што се керки на нечиви, така да мислам дека недостасуваше на таква песна на нашата сцена. Да, навистина уживавме и затоа и решивме да го почнеме ова наше музичко дружење токму со ова твоја последна и најнова песна. А сега мислам дека сите очекуваат да слушнат во живо, да видиме со што може да ќе може да. Бидејќи хармоникашот, како што кажав ние на одмор, ќе морам јас да го заменам денес. Два во едно да видиш. Да. Мислам дека е убав ден за да започнеме со наздрави за љубов, наздрави за среќа. Супер. Ајде, одиме. Ако грб ти сврти животот, кога нешто не оди, застани и насмеј се, избриши созите, кога иде крај се, немаш сили повеќе, и тогаш не заборави и да добри денови. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Наздрави за љубов, наздрави за среќа,
наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Ако некој ве разочара, пријател или роднина, или те напуштила, љубовта најголема, тога само помисли и нагоре погледни. Има Господ гледа се и мисли добро за тебе. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш, ако не го живееш, ако не го Одлично, момци, браво. Секоја чест, ние сме двајца, ама аплаузот е голем. Не остави хармониката, ќе продолжиме веднаш. Сакав само, бидејќи е Божиќ, најрадосниот празник, Христовото раѓање, дали се сеќаваш на некој Божиќ кој што ти бил баш онака исполнет, можеби на некој настап, баш се сеќаваш на тој ден, да речеш, овој Божиќ беше навистина добар? Пообично за Божик најчесто гледам да бидам дома. Ретко имало години наназад каде што сум бил на некоја турнеја надвор, па морало да останам и за Божик, и за Бадник, и истите да ги прославам со мои пријатели. Но секој Божик е убав. Еве, синоќ се собравме сите фамилиарно. Сега со керката домот е уште повесел, така да бевте на Коледа, видовме некоја фотографија. Можеби овој Божик беше најдобар. Тоа сакав да го испровоцирам, да. Ќе зборуваме и за обичаите и за се она што ги прави убаво празниците, но претходно ајде уште едно. Ајде, одиме.
сиги гледам бабо раклишките моми. Пада сиги гледам бабо раклишките моми. Раклишките моми бабо, раклишките моми. Раклишките моми бабо, сите убавици. Раклишките моми бабо, сите убавици. Strana babo, selo Ravnica. Od levata strana babo, selo Ravnica. A od desna strana babo, a od desna strana, a od desna strana babo, našto malo grače, a od desna strana babo, našto malo Секој пат да дадеме за овој мерак и убавина која што ни ја приредувате како екипа. Се прашувам, Јордан, те гледам вака, дали секој празник може би се бара од тебе, семејството ти вели, ајде да запееш нешто, да отсвириш? Секој се бара, кај да седнам во ресторан кога има музика, ајде една песна, викам луѓе, дај малку ја да одам, викам да послушам и јас малку музика. Затоа кога одам некаде, да бидам искрен, одам кај што е мирно, да се одморам, бидејќи знам дека ако има музика, тогаш нема да бидам оставен рад. И најчесто кога ми доаѓаат гости, ај земи сега хармониката. Бе викам луѓе, сино ќе свирам, оставете ме ке свирам. Знаете колку човек да ја сака работата кога со тоа се занимава со години, поготово со тоа моје темпо кој што јас веќе подолго време работам. Некојаш сакате да бидете на рад. Го предпоставив тоа, затоа и те прашав, а знам дека празниците се обично нели момент кога се собира семејството, кога се тука и пријателите често во група, па сите сигурно тогаш барат. Инаку ти не свириш само на хармоника, свириш и на три, мисля, че на други инструменти. Инструменти, да. Така. Уште поголем проблем. Уште поголем проблем, да. Само оди каде што нема инструменти или нема музика. Во секоја работа, нели, човек кога знае, тој што знае, прашите го него. Најдобро не знам ништо. Да, не знам ништо, така е. Но, кога сме веќе кај музиката, ти си рековме со дел од твојот оркестар утрово тука, ти недостасуваат уште 20 сат, вкупно се 5 мина. Па колку долго сте заедно, вака на настапи, на свирки, на концерти? Обично кај мене има промени на секои 3-4 години, да речеме, како одредени членови поради професионални причини, но сегашниот состав, еден од членовите кои што најдолго со мене работи, тоа е Тони, а додека Дејан и Игор се веќе една година во оркестарот. Така да, јас сум од нив презадоволен, тие се луѓе кои што секојаш ми дават ветер во мојот грб каде и да настапуваме. И сега знам дека можеби некојаш не им е лесно да работат со мене, без тоа што јас барам да биде секако што треба, но за тоа може Тони повеќе да се каже. Ајде да ги прашаме тоа и сакав ќе ни дозволиш да ни каже некој од екипата како е да се работи со Јордан. Па вака, Јордан е пред се голем професионалец, како што кажа пред малку.
надвор од работата е, можам да кажам, прекрасен човек. Така. Има дружење, се тоа. Меѓутоа, кога се работи, е малку построг, така. Да. Се каже, да. Па добро, затоа што веројатно секогаш сака се да биде до Па да, тоа е цената на успехот. совршенство, да. И тука, дека е тоа така видовме, нели, дека рано наутро веднаш се мораше да биде и да звучи. Но и вие гледам дека го следите во чекорството тоа. Да, Одиме со музика? Ајде, може. Може? Може. Ајде да видиме нешто малку од моите песни, кои што се малку така повиживи. Може. Веќе трета година откако те познавам, како сонце секој ден ти мене ме огреваш, како вино секој ден ти мене ме опиваш. Само ти ми лежиш, моја вило, овде на срце. Само ти ми лежиш, моја рано, овде градиве. После толку време, моја вило, што се љубевме. Нека удрат за нас тапани, нека пеат сватови. Моја било верувај, покрај се на овој свет, љубовта е најскапа и е птица најретка. Од Бога е пратена, меѓу нас да слетува. Само ти ми лежиш, моја било, овде на срце. Само ти ми лежиш, моја рано, овде в градиве. После толку време, моја било, што се љубевме. Нека удрат за нас тапани, нека пеат сватови. Само ти ми лежиш, моја било, овде на срце. Само ти ми лежиш, моја рано, овде градиве. После толку време, моја било, што се љубевме. Нека удрат за нас тапани, нека пеат сватови. Нека удрат за нас тапани, нека пеат сватови. Браво, одлично. Слушна ли моја било? Слушам. Ете така. И ужива. Да, мора да ги поздравиме сите македонци надвор од Македонија. Ти си омилен, особено на нашите македонци кои што се надвор. За жал ги има многу, за жал ги има се повеќе надвор од нашата татковина Македонија. Често знаеш да ги изненадиш, да им направиш совршени забави. Така. Па јас си благодарам пред се на целата наша македонска диаспора, бидејќи да не беше диаспората, можеби немаше да бидам денес тој што сум, затоа што некако мојата кариера
и името Јордан Митев прво беше признато во диаспората, а после некако за жал, а после некако почна да ме прифаќа домашната публика. Така да има многу наши македонци иселени и од повозрастните генерации, и во денешно време многу народ се иселува за жал, како што кажавте. Така да јас сум често присутен на многу настани кои што се организираат од страна на нашата православна црква, од страна на разноразни спортски македонски друштва. Сум бил од Канада до Австралија и ете во оваа прилика ги поздравувам сите, нека е за многу години денешниот празник Божик. Во оваа прилика е за ни поздрав, тоа сакав да кажам. Бидејќи зборуваме за диаспората, јас ќе отпеам една од моите песни кои што се вика Роден крај. Песната оди вака. Се вратив, еј, оддалеку. Сал за мене, ти си мојот рај. Срце посака да те видам, да те гушнам, мој роден крај. Срце посака да те видам, да те гушнам, мој роден крај. Нема помило, нема посвето, како што е својот роден крај. Таму сонцето гре најсилно, там е мојот почеток и крај. Да ги вратам, еј, спомените, кај се смевме и плачевме, да си залечам душа уморна, на два дела поделена. Да си залечам душа уморна, на два дела поделена. Нема помило, нема посвето, како што е својот роден крај. Таму сонцето гре најсилно, там е мојот почеток и крај. Можат име да ти променат, да те спомнам, да ми забранат. Само не можат да ми забранат, да те сакам, мој роден крај. Само не можат да ми забранат, да те сакам, мој роден крај. Нема помило,
навистина роден крај за сите вас, драги наши македонци кои што не гледате далеко од родниот крај, можеби во овие мигови, верувам дека уживавте, а ако сте можеби во исчекување кога повторно Јордан ќе дојде таму каде што сте вие, може да те прашаме околу плановите за оваа година. Да. Прво моје гостување надвор од Македонија за оваа година ќе биде по повод 8 март. Ќе биде во Германија, во Нимберг. Така да еве, иако се уште е рано, меѓутоа ете ги информирам да се најави, да, сите наши македонци во тој дел од Германија. Живи и здрави ќе се дружиме по повод 8 март. Колку однапред се планираат обично таквите настапи? Затоа што не можеш во секој момент да те викнат и ти едноставно да заминеш. Па тие настани се така прилично големи, бараат доста организација и минимум 6 месеци однапред, до година па и може би повеќе. А додека преку океанските земји, како што се на пример Австралија, тие се планираат дури до 2 години, 3 години однапред. Во 2026 година треба да бидам во Австралија. Последен пат бев кога беше? 2023. Да веќе преклани. Да. Бидејќи 2023, така да 2026 е планирана Австралија. И така да тие поголеми турнеи бараат доста организација однапред. Така е. Така. Не знаев дека толку години, дека дури години се потребни за онака прашав, да, потребни се за мене затоа што јас не настапувам така случајно. Секогаш кога гостувам, значи практикувам да имам еден концертен дел, официјален дел, кој што ќе промовирам тоа што јас го имам сработено, да речем, во изминатиот период. Како нови песни. Нормално со текот на вечерта почнува забавата, кај што луѓето стануваат, играат, се забавуваат, меѓутоа сакам и практикувам да јас на почетокот имам еден концертен дел. Да слушнат. Да, и да видат. Сега знам дека си многу голем професионалец, можеби нема да сакаш да ми одговориш, но дали паметиш негде каде што си поминал можеби најубаво или било највесело на некој од овие турнеи каде што си одел со оркестарот? Навистина не би можел да извоем. Секој настап е посебен, секоја турнеја е посебна. Во моментот навистина не можам да извоем нешто што дете ми оставило некој посебен печаток. Можеби ете ќе ја издвојам мојата прва турнеја во Австралија, затоа што кога дојде ред, кога добив покана да гостувам во Австралија 2010 година за прв пат, некако тоа за мене беше едно посебно доживување ќе одам на турнеја во Австралија. Тогаш бев млад дечко, 24 години, така нешто, па некако тоа за мене беше еден специјален момент. Се потоа, значи, сите настани беа едноставно за мене посебни, бидејќи секој се дружев со публика кој што е дојдена, навистина, кој што ме почитува и кој што сака да слушне моја музика и се што е добро квалитетна македонска музика. Бидејќи јас на настапите освен мои песни пеам од сите мои колеги, од сите досегашни хитови кои што ги издвоила на површина македонската сцена. Епа, за крај, за да оставиме простор за повеќе музика, повели што би им посакал на гледачите да им се обратиш? Јас им посакувам на сите, како и секоја година, а тоа најмногу ни треба, тоа е пред се здравие. Бидете здрави и живи, нека ве следи среќа, берикет и нормално тоа зависи од нас, повеќе труд во работата, бидејќи само така може да се постигне резултат. Така, ние многу ти благодариме што дојде ова утро, Божикно утро и ти и на целата твоја екипа, овие прекрасни луѓе кои што го збогативте, кои што го направивте магично и навистина возможевте да уживаме у прекрасна македонска песна. И цела телевизија Сител ви благодари, а се разбира најмногу гледачите. Благодарам. За нив една убава весела за крај. Да направиме? Може. Одиме вака. Земјо
уважавам те, земјо македонска, поздравјавам те. Земјо македонска, земјо тихе, ројска Македонијо, уважавам те. Земјо македонска, земјо тихе, ројска Македонијо, поздравјавам те. Уважавам твоите Македонијо, гори високи. Уважавам твоите Македонијо, гори високи. Горите висоите и во тепке роите Македонијо, што ги раѓаш ти. Соите и во тепке роите Македонијо, што ги раѓаш ти. Отеп себе леат Македонијо, безбројни стада. Себе леат Македонијо, безбројни стада. Стадата велеат, а гроздови зреат Македонијо, по твои ридови. Стадата велеат, а гроздови зреат Македонијо, по твои ридови. Ништо не те плаши Македонијо, на овој бели свет. Ништо не те плаши Македонијо, на овој бели свет. Кој душман ке влезе, жив нема да излезе Македонијо, ти го ставаш гром. Кој душман ке влезе, жив нема да излезе Македонијо, ти го ставаш гром. Еден најгласен аплауз Колку за можеме? крај на ова наше дружење. Ни го разубавевте утрото и денот, среќни празници, уште еднаш Христос се роди. Секи празници се најголеми.